3.000 вработени во институциите од културата се уште не зеле плата за март. За денес на нив им е закажана средба во Министерството за финансии, а во меѓувреме дадени се инструкции како да се изработат платите. Од синдикатот прашуваат како Министерката за култура на 1 април од истото ова место ветуваше покачување на платите за март, ако претходно тоа исто покачување не го договорила со Министерот за финансии. За сега, кој да биде виновникот за неисплаќањето на платите во културата? За синдикатот и вработените ова значи едно. Ова тотално исмевање на довербата на сите вработени во културата не само што ја загрозува екзистенцијата на оние кои се посветени на уметноста и културата, туку го поткопува и интегритетот на нашите културни институции. Од ССМ велат дека во случајот станува збор за следното. И ние сме загрижени дека мерењето на политичката сила на грбот на овие работници е неприфатливо и не смее да се случи во едно демократско општество. Платите треба денеска да се исплатат согласно колективниот договор, тоа што им следува на овие луѓе треба да го добијат задолжително, во спротивно каже и претседателката дека од утре почнуваат протестите. Од денеска ќе зависи дали тие протести ќе бидат само тука или ќе бидат и пред Министерството за финансии. Од тука синдикалниот повик е следниот. Ќе повикува Министерката за култура, денеска наместо да ги повикува во Министерството за финансии да се објаснуваат, да направи максимални напори платите денеска до крајот на работното време да легнат на сметките на овие луѓе. Доколку не, се гледам утре на протест, се гледаме и други ден и така се до исполнување на нашите барања. Не бараме преку леп погача, бараме плата. Поради оваа состојба, СОНК најави организирање на протест пред Министерство за култура на 22 април 2024 година во 11 часот заради неисплата на плата за месец март 2024 година. Отпочнување со процедура и организација на генерален штрајк во сите установи од дејноста култура. најави претседателот на СОНК Јаким Неделков.